Вработените во црквата Свето Благовештение во Прилеп по 10 јубилеен пат ја организираа хуманитарната акција за Божик. Во изминативе 2 недели во црквите во Прилеп беа поставени специјални кутии, каде граѓаните можеа да донираат пари. Со собраните средства од граѓаните и дел од црквата се купија голем број прехранбени производи, кои денеска им беа поделени на 100 семејства. Секој пакет е во вредност од околу 2000 денари. Имаме список, нормално, одиме по некој список, тој список битно ми е да го спомнам, го формираат самите свештеници, бидејќи тие ја знаат и состојбата на парохијата, состојбата на овие семејства. Ние во консултација со семејствата се организираме, некогаш и делуваме на подруг начин, значи онаму каде што се најмногу погодени, значи некогаш им треба градежен материјал, некој им треба алишта, лекови, огрев, парични средства. Најмногу и најбитно е да се сконцентрираме на овој дел, гледате и сами, значи тоа е храната, тоа е најголемиот проблем. Вакви хуманитарни акции се организирале за Божик и Великден. Оваа неофицијална хуманитарна организација го носи името на Свети Никодим Прилепски и Тисмански, чија икона во 2015 година токму во Стара црква започна да мироточи. Капките од мирото и денес се познаваат на иконата. Освен акцијата, се правели и бесплатни погреби, венчавки, крштевки за оние кои што немаат. Иако 10 години ја организирале акцијата, сега за прв пат јавно излегуваат тоа да го кажат. Велат дека не било православно човек да се фали ако помага. Се одлучиле на овој чекор како поттик за останатите граѓани за да донираат. Не мора граѓаните да доаѓаат во црквата па преку црквата да донираат. Нека го кренат само погледот на секај низ градот околу нив, онаму кај што работат, онаму кај што живеат. Има многу сиромашни семејства. Значи, нека подадат рака на тоа семејство, нека пружат некаква било каква помош. Акцијата е со благослов на митрополитот Преспанско-Пелагонски Петар. Започнале прво со 20 пакети, а сега стигнале до 100. Од една страна се среќни што им помагаат на повеќе семејства, а од друга тоа е доказ дека имаме се повеќе сиромашни граѓани. Иако тој економски проблем сите не засега, но да се помогне колку што може повеќе, да се најдеме барем во овие божични празници, а и обично и за Великден се одржува оваа акција, по фамилиите кои најмногу му треба оваа помош сега за сега. Апостол Павле во едно од неговите посланија кажува: верата без добри дела е мртва вера. Значи сиромасите ги имаме постојано до нас, ако им помагаме ним, тогаш и Господ ќе го цени нашиот труд и ќе не награди не двоструко, туку троструко. Откако беа собрани пакетите, во знак на благодарност акцијата заврши со пеење на тропарот на Свети Никодим Прилепски и Тисмански пред неговата мироточива икона.